Општината Ресен, која спаѓа во редот на неразвиените подрачја во нашава република, минатата година регистрира еден мош незначаен успех. Поголем дел стопански организации, кои неколку години поред се наоѓаа во незавидна положба, покажувајќи загуба од 20 до над 70 милиони динари, конечно е пребродија кризата и сега работат мошно успешно. Ова, така наречено преспанско чудо, е резултат на заедничките напори на сите општествено-политички фактори во општината, кои за дефинитивно стабилизирање на стопанството презедоа конкретни мерки и акции. Нивните иницијативи, кои за натамошниот развој на преспанското стопанство беа од пресудно значење, беа поддржани од сите работни колективи, што најде позитивен одраз и во крајниот исход на оваа позитивна мерка. Всушност, во што се состои суштината на овој значаен успех? Навистина, до пред 2-3 години стопанството на општината Ресен немаше поволни финансиски резултати. Добар дел од работните организации покажуваа негативни ефекти од своето работење, а најголемиот број од истите работаа на работна рентабилноста. Само 2-3 работни организации покажуваа позитивни финансиски ефекти. Тоа се должеше на недоволната опременост, материјално и кадровски, слабата акумулативност и немање средства за добро опремување со средства за работа, па и добар дел на субјективни слабости во работните колективи. Меѓутоа, навистина, последниве 2-3 години се забележуваат задоволителни финансиски ефекти. Во стопанството немаме ни една работна организација која што показала загуба и во оваа и миналата година показа високи финансиски ефекти, остварија добар доход за проширена акумулација. Имаме добри износи на инвестирање, имаме нови објекти. Сметам дека ово е резултат во основа на поголемо залагање на субјективниот фактор, на работниот човек, на раководните кадрови во работните организации. Дали може да видите по-конкретни кога велите за субјективниот фактор? Кој е тој субјективен фактор? Па, со поголемо залагање на цел работен колектив, но исклучиво и на раководниот кадар, носечкиот кадар, стручниот, кој што порано го немавме, а сега работните организации на одреден начин од ден на ден веќе се екипираат со ваков стручен кадар, а и се води поголема сметка за спазување нови економски принципи во работењето, економичност, рентабилност, продуктивност и целокупната ефикасност, рационално користење на расположивите материјални средства. Почетокот на минатата година вие спроведовте една иницијатива за санирање на положбата на стопанството. Дали би можеле да појасните во што се состоеше содржината на таа иницијатива? Па, видете, со заеднички договор на сите извршни тела на општествено-политичките организации во Преспа и по заклучок на општинскиот комитет извршиме договор практички со сите раководни лица во област на стопанството, при што се договоривме да секој онај директор, технички директор и друг носечи раководен кадар во работните организации, кои што покажуваат негативни финансиски ефекти, потребно е да се преиспита оправданоста од неговото постоење, или со други зборови речено, ако не е во состојба да го развива предпријатието и да покажува позитивни финансиски ефекти во тоа работење, да си поднеси оставка, односно да му го отстапи местото на оној кој што ќе биде во состојба да покаже подобри резултати во тоа работење. Дали може да се рече дека е токму тоа резултат на ваквата подобрена положба? Па во голема мера и ова повлијае, али и повлијае целокупната активност на општинската организација на Сојузот на комунистите, па и сите работни луѓе, поготово после 21-та седница и писмото од извршното биро и другарот Тито. Другар Јанчевски, јас ќе ви поставам уште едно прашање. Каде вие го гледате излезот од неразвиеноста на преспанското подрачје? Па видете, користејќи ги постојакиве
природни услови и институционални мерки, сметам дека излезот од досегашната не најдобра економска положба во стопанството во Преспа можеме да го бараме исклучиво прво со рационално користење на постојаките капацитети, со нови инвестирања за проширување на истите капацитети и за изграда на нови погони, за освојување на ново производство и со кадровско екипирање. Сметам во сегашниот момент преку овие три моменти, кадровско екипирање, рационално користење на постојките капацитети и нови инвестирања, исклучиво мораме да го бараме излезот од досегашната ваква не најдобра економска положба. Дали тоа треба да биде обврска исклучиво на општината, на општинското собрание или треба некој тука друг да помогне? Па, уште во почетокот ја спомнав, користејќи ги постојакиве природни услови и институционални норми и мерки, во ова второво сметав да излезот ќе го бараме и преку и се надеваме дека ќе надминеме постојакава положба преку постојаката поволна републичка политика за регионален развој и залагање за побрз развој на недоволно развиените општини. Сметам како политика е доволно створено во таа смисла. Прилично своја добра активност и помок показа фондот за Републичкиот фонд за развој на неразвиените општини, Стопанската комора, банката, али во основа излезот мораме да го бараме со наши сили, со сили од самата општина. Спроведувањето на оваа мерка, на која и претходеа многу заеднички состаноци и дебати, ги мобилизира сите работни луѓе во општината. Таа се наметна како неопходност, бидејќи поради лошата состојба во која се наоѓа неколку покрупни стопански организации, беше ставено во прашање остварувањето на проекционата програма за излез од рамките на стопанската заостанатост. Неколку години поред, годишно стопанските организации покажуваа загуба од неколку стотини милиони динари, додека проблемот на невработеноста се јавуваше во се поостра форма. Оваа положба во значителна мера го забрзуваше и процесот на иселувањето, особено во прекуокеанските земји, со што многу потенцијали во земјоделството со години остануваа неискористени. Ова исто така влијаеше и на економската моќ на општината. Денеска во Преспа со задоволство се зборува за успехот на оваа позитивна мерка. Не затоа што овозможи стопанството да стане ликвидно, многу повеќе што се создаде реална основа на тамошниот развој на ова стопански заостанато подрачје да се одвива со уште побрз темпо и динамика. Таа отвори процес и за разрешување на многу суштествени прашања кои ја притискаа општината и кои на еден или друг начин негативно влијаја на ваквата положба. Во Ресен велат дека стопанството најдобри резултати ќе покаже годинава, бидејќи сите работни колективи кои по прв пат во минатата година покажаа позитивен финансиски резултат, веќе во првите 5 месеци од годинава е постигнат висок степен на развој, не само во зголемувањето на обемот на производството во однос на минатата година, туку и во зголемувањето на продуктивноста. Дали би можеле да издвоите некоја стопанска организација која последниве години се афирмира со своето производство на домашен и на надворешен пазар? Према покажаните добри резултати во последните години од работењето на работните организации, виден е еден добар напредок во нивното работење, меѓутоа на планот на афирмација на домашен и надворешен план би ја истекнал текстилната фабрика Преспатекс со своето производство и пласманот на вештачкото крзно. Меѓутоа морам да одам и признание на трговското предпријатие Агроплод, кое што со сопствени средства веќе изгради живинарска фарма во заедница со Југотутин Сдруженото предпријатие од Ресен, како и отпочна со градба на нов пак центар кој што би требало годишно да дава околу 25 милиарди стари динари бруто продукт. Ова работна организација од година во година постигнува се покрупни резултати. Само да напоменам, во 1973 година оствари чиста добивка од милиарда и 600 милиони стари динари. Во концепцијата за развојот на стопанството во Преспа
уште во почетокот напомнав дека дел од зацртаните објекти веќе почнаа да се реализираат. Така, кон крајот на оваа година треба да се пушти во производство новата фабрика за производство на тули и герамиди, треба да се пушти во производство новиот рибник во селото Круше, кај местото Спаса, за производство на калифорнијска пастрмка, пуштене во производство оваа година погонот за пластика во шумско-индустријското предпријатие Шип Преспа од Ресен, како и некои други објекти. Колку луѓе ќе можат да најдат работа во овие стопански организации што сега ги спомнавте? Радува фактот што во 1973 година е остварен планот за вработување на нови луѓе во стопанството на Преспа. Со тоа што имаме ново вработени 105 души, а према предвидувањата до крајот на 1975 година треба да се вработат околу 400 нови луѓе. Дали би можеле вие да ни кажете какви се капацитетите на туристичките објекти и колку тие можат да примат сега во овој момент? После инвестицијата од пред 2 години на локалитетот на Отешево, летовалиштето Отешево, тоа може да прими околу 700 души, односно 700 лежаи. Меѓутоа, за жал, во целост не се искористени капацитетите на ова летовалиште. Свртеноста и на субјектите во нашата комуна, како и на Македонија Турис, во чија организација припаѓа и летовалиштето Отешево, се чинат напори да се оди на поголема искористеност на ваквите капацитети. Оваа година, барем првите показатели одат на тоа да положбата веќе се подобрува. Рачунаме на поарни денови и една целосна афирмација на летовалиштето Отешево, бидејќи тоа по своите убавени и по она што сега го располага како градежи и расположив капацитет на услуги, тоа и го заслужува. Подобрената положба на стопанството свој позитивен одраз има и на спречувањето на иселувањето. Овој процес, кој само до пред неколку години добиваше загрижувачки размери, веќе се смирува и добива реални рамки. На оваа положба свое влијание имаат и подобрените услови за живот на село, како и мерките што сега се преземаат за разрешување на проблемот на невработеноста. Радува фактот што многу семејства кои пред повеќе години се иселија во прекуокеанските земји, веќе се враќаат во татковината и одново ги активираат своите земјишни капацитети. Другар Пецалевски, вие подолго време го следите процесот на миграцијата, не само миграцијата село-град, ами и иселувањето во прекуокеанските земји. Што би можело да кажете во врска со ова прашање? Овие процеси во наша општина во последно време се стивнати. Движењето на луѓето село, град во известна мера е намален како резултат на социоекономските промени што се вршат во нашето село, односно со перманентното подобрување на условите за живот и работа на населението во местните заедници од селски тип, што се однесува до иселувањето на нашите работни луѓе и граѓани во средноевропските држави, прекуќанските земји. Исто така, тој процес е стивнат, намален. Чак и имаме одредени појави на повраќање на луѓето во родниот крај, што е и нивна и крајна цел за живот и работа во Преспа. Тоа покрај другото е резултат за другарите што се во европскиве земји и за дел што се во Австралија и Америките, на фактот да после боравок од неколку години тие заработиле известна сума на пари, што е една нивна гаранција за подобар живот во Преспа, преку изградба на свој стан, модернизација негова, мали инвестиции на својот посет и така натаму. Ете, тоа се плодовите на така нареченото преспанско чудо. Во овој дел од Македонија, едно стопански заостанато подрачје прераснува во индустријски развиено. Се создаваат стопански организации, чии производи веќе овозможуваат името на Преспа да допре на сите континенти и меридијани.